Zajedno imаме можност да нурнеме во длабочините на акторската имагинација, пренесена преку овие 31 ликовно дело, создадени на ликовна колонија, која традиционално се одржува во село Лесново, познато по својот манастир и богатото културно наследство. И овде во фоајето на спомен домасно ставени на увид на граѓаните на Делчево. Овој настан се реализира на музичка илустрација на нашиот роднокрајен автор Дарко Тасевски. За овој значаен културен настан да се случи денес во фоајето на спомен домасно во Делчево, одговорни се пред се директорот на национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров Делчево, Златко Начевски и директорката на Домот на културата Злетовски Рудар од Пробишни. Го повикувам директорот Златко Начевски да каже неколку зборови за денешниот настан, а потоа и директорката Сандра Мијалковска. Почитувани гости, почитувани уметници, драги ученици, љубители на уметноста, добар ден. Ви представува особена чест и задоволство во моје име и во име на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево да ви посетам топло добродојде на отварањето на оваа изложба 32-ро издание Лесновска ликовна колонија. Овие дела се инспирирани од природата, духовноста, архитектурата на Лесново и ќе може да се видат и запознаат во наредните 10 дена овде во фоајето на спомен дом Асно. Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево ја организира оваа ликовна изложба по повод Денот на ослободувањето на Делчево 6 септември и Денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Тука сакам да се заблагодарам и на директорката на Домот на култура Злетовски Рудар од Пробишни, Сандра Мијалковска, за одличната соработка која што се надевам дека ќе продолжи и година и за тоа што ми овозможи да ја организираме оваа ликовна изложба, Лесновска ликовна изложба, која што ја доближуваме до љубителите на уметноста и ми овозможи да ја презентираме и во нашиот град. Наша мисија како институција ќе биде да ја чуваме и негуваме уметноста, но и да создадеме услови за нејзино горешко фокусирање. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство, го поздравувам исто така и нашиот случај работник за ликовна дейност Александар Белораски, а сега нешто повеќе да кажем за оваа Лесновска ликовна колонија, ја повикам директорката на Домот на култура Злетовски Рудар од Пробишни, Сандра Мијалковска. И благодарам. Благодарам за најавата. Добар ден на сите и од мене. Најпрви сакам на директорот да му се заблагодарам за поканата и оваа година со 32-то издание на Лесновската ликовна колонија да бидеме ваши гости пред граѓаните на општина Делчево, да се представиме со нешто што за нас како пробиштитјани, како Дом на култура представува едно од најголемите богатства, а тоа се делата кои што настануваат на меѓународната Лесновска ликовна колонија. Лесновската ликовна колонија настанува на лечната 1992 година, така е Илјана тогашниот директор, и низ годините па се до денес се обстојува секоја година, освен една, веќе поради ковид-пандемијата која што фактички го прекина секојдневнието наше. Овие слики кои што ги гледате денес се настанати на 32-то издание на колонијата, која што се одржа минатата година од 25 до 30 јуни. Имаше 17 уметници од нашата држава, од Република Бугарија и од Канада и настана 31 прекрасно дело кој што денес ги красат зидовите на овој изложбен салон. Овие дела во протекот на цела година патуваат низ сите градови на нашата држава, бидејќи самата цел на колонијата е се што повеќе број на граѓани на нашата држава да може да видат оно што настанува на колонијата. Оние дела кои што можете да ги видите се насликани во две техники, во техника активна платно и маслено платно. И
najčesto i pretežno se inspirirani od prekrasne od Lesnovske manastire, pošto je jedan od najpoznatijih manastira u našата država i ogromno duhovno svetilište. Pokraj manastira tukaj je odpolirata na Lesnovo, koja što je prekrasna. Dakle, on je delo koji što ostanuvat se posebni sami za sebe. Всеки от уметниците, инспирацијата е пронаоѓана на различно место и од уметни кои што инспирација може да оставите фотографии од жителите на Лесново пред многу години, од пештерите, од самата архитектура. Така да, оно што може да го погледнете има инспирација од самото Лесново. Минатата година проектот Меѓународна лесновска летна колонија беше подржан од Министерството за култура како проект од национален интерес, додека ќе кажам дека главната управител на колонијата е општина Промиштип, а целосен организатор е Дом на култура Светски регионален Промиштип. Доколку имате некоја прашање во врска со делата, јас и мојата колешка Марија сме овде за да ви одговориме. Нема да доложам повеќе и честито предстојните празници со будување на општина Делчево и денот на независноста на нашата држава. Нека е за многу години ја прогласувам изложбата за отворена. Благодарам.